И сега зборуваме за она што ви го најавив во најавите на почетокот во Ја сакам Македонија. Веќе во нашето студио пристигна нашиот денешен гостин, уролог Даниел Петровски, кој што ни доаѓа од приватната болница Систина. Добро утро и добре дојдовте во Ја сакам Македонија. Зборуваме за еден проблем кој што го има еден од 5 мажи или еден од колку? Карцином на простата. Тоа ни е темата. Да. Карциномот на простата во последната декада или две, например, е едно заболување кое што е во подем. Меѓутоа, во подем е, например, бројката на пациенти ново откриени. Тоа се должи као резултат на поголема едукација на населението, значи преку различни кампањи кои што доаѓаат на време се кај лекари, кај уролози, при појава на симптомите и на тој начин се овозможува да оваа болест се открие порано и во поголема бројка. Заради тоа, значи, зачестеноста може би не е објективна, него начинот и откривањето на болеста кај пациентите во последните 2 децении е зачестена и тоа е едно заболување кое што кај машката популација, значи, може би се наоѓа на прво или на второ место како причина за појава на сите карциноми кај машката популација. Инаку правени се голем број на статистички испитувања, например во Соединетите Американски држави, каде што на прво место се наоѓал карциномот на кожата, затоа што тој најлесно се открива. Меѓутоа, во последните години, значи, од сите карциноми кај машката популација, околу 30 до 35% отпаѓа на карциномот на простата. Сега би сакала убаво да ја обработиме оваа тема. Кои се причини и ризик фактори за појава на карцином на простата? Па, причини за појава на карцином на простата, значи, као и за секој карцином, не може точно да се утврдат. Тоа е едно заболување кое што на некој начин е поврзано со возраста на пациентите. Нормално дека возраста е еден фактор и кај постарите пациенти бројката и процентот на карцином на простата е многу поголем. Например, кај пациенти, кај популација која што е под 40 годишна возраст е многу редок. А понатаму, значи, кај возрастната популација процентот се зголемува и сега правени се голем број на испитувања, епидемиолошки испитувања кај пациенти при аутопсија, кај што е причина за смрт е некоја друга болест или сообраќајни незгоди, каде што кај пациенти од 50 годишна возраст, негде во петата декада, значи, процентот на при аутопсија, сега зборувам, значи, на карцином на простата бил некаде околу 30%. Кај пациенти исто така при испитувања при аутопсии кои што се правени на негде околу 75 годишна возраст, процентот бил околу 75% и понатаму над таа возраст се зголемува до 80 до 85%. Гледаме едно видео, да видиме од прилика. Јас извадив за да имаат можност да видат. Може ли прво само да им објасниме што е простата всушност и тоа дека се зголемува со текот на годините или волуменот и... Па еве се гледа тука дека простатата е, значи, една жлезда која што се наоѓа веднаш, локализацијата е под мочниот меур, значи низ нејзе поминува каналот за мокрење, а исто така тука проаѓаат и семеводите, значи преку кои што се пренесува, значи, спермата, исто така при ејакулација, значи кај што се исфрла во овој канал. Инаку таа е жлезда која што со тек на возраста нормално се зголемува. И има една друга болест која што се нарекува бенигна простатична хиперплазија, која што не е, значи, малигна болест. Тоа е едно заболување кај што простатата, значи, хиперплазира, го зголемува својот волумен и почнува да ги прави проблемите во однос на мокрењето, значи. Тоа се тие први симптоми кои што пациентите ги почнуваат да ги чувствуваат, значи. Дали е тоа ноќното мокрење, дали е тоа постла млас при мокрење и така натаму, покасно ќе кажам за тоа. Добро. И на тој начин веќе почнува да се јавуваат на лекар, значи, и на тој начин почнуваат со испитувања во однос каква терапија да примаат понатаму. Тука имавте дел од одговорот на второто прашање, токму тоа сакав да позборуваме за симптоми и знаци, како да препознае пациентот дека се работи за... Да, па симптомите кај ова заболување се делат, значи, на обструктивни и на иритативни. Сега едните, значи, се однесува на зачестеноста, на фреквенцијата на мокрењето, ноќното мокрење, а другите се однесува на дебелината, на јачината на млазот при мокрење кој што се намалува,
На крајот на мокрењето се ува симптоми во вид на капење на мокрача, понатаму после завршување на уринирањето повторно ги тера се додат во тоалет и на тој начин тоа е нешто што им ги прави почетните проблеми и така они понекогаш може да се јави крв во спермата, крв во урината може да се јави и слично, значи тоа се тие првични симптоми кои што мажот почнува да ги чувствува. И сега стасуваме до дијагнозата. Во однос на дијагнозата, значи првично има неколку испитувања кои што треба да се направат. Пред се тука спаѓа значи ехосонографскиот преглед. На ехо се одредува, може да се види конзистенцијата, значи на простатата, може да се одреди волуменот, може да се види капсулата, односно на простатата, дали е таа ограничена, неограничена и слично. И воопшто се прави, кога се прави значи, тој ултрасонографски преглед, се гледа мощниот меур, импресијата која што прави простатата од долната страна и во понатамошниот стадиум значи, може да се види некој оштетување на бубрезите кој што може да го даде простатата. Значи тоа е на ехо прегледот, понатаму тука спаѓа дигиторекталниот преглед, значи кај што со помош на прс се прегледува простатата и тоа е еден основен преглед уролошки во однос на ова заболување. Кој што треба да се прави кај секој маж над 50 годишна возраст, барем еднаш годишно. И уште едно испитување се лабораториски испитувања, значи меѓу кои што најбитно е одредување на простата специфичниот антиген. Тоа е еден туморски маркер и за сега е скоро и единствен, значи, кој што при ова заболување се зголемува. Одреден процент може да биде нормална, да постои карцином на простата, меѓутоа во склоп со сите овие испитувања, значи спаѓа како основен фактор значи, во овие испитувања првично кои што се прават, а докажувањето чисто на карциномот на простата значи се прави со помош на биопсија на простатата. Таа се изведува преку аналниот канал, значи малце непријатна е биопсијата како метода, меѓутоа не постои друг начин за да се докаже ова заболување и понатаму кога ќе се открие, значи се преминува на соодветна терапија. Јас вчера кога разгледував на оваа тема, најдов некои видеа на интернет и токму видов дека преку аналниот отвор, меѓутоа не ми се веруваше, велам дали е ова сега тоа што гледам или бидејќи не се гледа или не беше зумирано туку оддалеку и не ми беше јасно точно, еве сега ми разјаснивте. Тоа е специјална сонда, значи со специјална долга игла, каде што преку аналниот канал, значи под контрола, значи на ехо апарат се најдобар начин да се види, значи. Најдобар начин се гледа и така се прави биопсијата, не постои друг начин, значи се изведува со локална анестезија, прво се бризгува значи во простатата и понатаму се земаат одреден број на парчиња од сите делови на простатата и тие се испраќаат на хистолошка обработка понатаму и тоа е начинот како се докажува оваа болест. Сега, откако веќе ќе се утврди дека пациентот има карцином на простата, како почнува процесот на лекување? Што прво се прави? Процесот на лекување, значи воопшто кај карциномот на простата, прво е карактеристично дека тоа е заболување кое што не се шири, не се развива за краток временски период. Значи има време да се реагира? Да, тоа е значи заболување каде што например за разлика од карцином например на дебело црево, на бели дробови и така натаму, на желудник кои што имаат брз ток, значи кај ова заболување може пациентот претходно да имал со години карцином, да бил тој мал, неоткриен и на тој начин да во моментот кога ќе се открие, значи може да се работи за една стара болест, меѓутоа која што не прогредирала за краток временски период. Така. Понатаму во однос на лекувањето, значи постојат повеќе методи. Тоа зависи, тука зависи пред се, значи има една определена карактеристика на хистолошкиот налад која што ни кажува значи за потенцијалот, за малигниот потенцијал на самата болест. Понатаму тука спаѓаат годините на пациентот, возраста, значи дали тој може да издржи оперативен третман или не. Дали има некои други пропратни болести, значи затоа што е сепак болест на постарата, на повозрастната популација. И на тој начин се започнува со терапијата. Тука спаѓа оперативниот третман меѓу еден од терапиите, оперативен кај што треба да се отстрани целосно простатата, значи, која што се на некој начин се двои од мочниот меур доле од каналот, од уретрата, значи. Има проблем кога ќе се отстрани за функционирање? Има некои компликации кои што се уваат, значи, као
тоа не се компликации, меѓутоа се последици од самата операција. Меѓутоа, нормално, кога се работи за живот, значи, може да има проблем со потенцијата, значи, да се изгуби потенцијата. Као компликација може да се јави во почетокот после оперативниот третман, значи, неконтролирано мокрење, кое што понатаму се средува во тек на одреден временски период. Понатаму, друг тип на терапија е хормонска терапија, затоа што овој карцином кој што реагира на хормонална терапија, така што треба нивото на машкиот хормон да се сведе на минимална вредност, значи со одредени инјекции, со таблетарна терапија. Понатаму може зрачна терапија да се користи и слично, и ова е заболување каде што ширењето, значи, првично е во коските на човекот, кај мажот, и заради тоа има и други препарати кои што се даваат во однос на, значи, да се намала симптомите на болка и слично од страна на проблемите ако метастазира болеста во коските. И сега сигурно се прашуваат пациентите или потенцијалните, не дај Боже, дали има начин да се спречи оваа појава, бидејќи кажавте вие дека не може да се знае што точно се спречи, да се спречи е тешко, например, сега има определени, ја не кажав преска дека ова заболување, например, се ова кај да кажеме, поимочната популација, значи на запад, во Соединетите американски држави, Канада, Северна Европа се земји каде што карциномот, процентот на оваа болест е поголем. За разлика, например, во Азија, на далечниот исток, каде што ова заболување е помало, значи, со понизок процент. Значи, тука има влијание факторот средината, начинот на живот, понатаму генетиката, исто така може да има некој влијание. Во однос на исхраната, значи, се препорачува значи, користење на, да кажеме, овие дополнителни препарати као селенот, например, омега-3, која што има, например, во рибите. Понатаму се предпоставува дека користењето, да кажеме, на црвено вино, не знам, по една чаша дневно и така натаму, кој што е еден вид на антиоксиданс, дека он го намалува процентот на појава на оваа болест. Понатаму вирусните инфекции кои што се јавуваат, ХПВ инфекциите, така натаму кај мажите, дека тие потенцираат, например, да се зголеми процентот, значи правени со одредени студии, кај што кај оваа група на пациенти бил почест карциномот на простата. Значи, со регулирање, со проверка на пациентот да се спречи на некој начин појавата на овие дополнителни ризик фактори, евентуално би се намалил процентот на самата болест. Инаку точно не може нормално да се предвиди кој фактор делува на појавата на овој карцином. Јас верувам дека со овој разговор им помогнавме на многу луѓе да се информираат за она што можат да го сторат во врска со нивното здравје, особено на мажите кои што се по возрасти. Да кажеме, доктор уролог Даниел Петровски, кој што ни доаѓа од приватната болница Сисина, јас многу ви благодарам што рано наутро встанавте и ако имате нели активности многу во текот на денот, кажав ќе ве ослободиме пред 8 часот бидејќи имате работа. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата.